Нивото на загаденост во одредени градови навестува дека граѓаните и оваа зима ќе се борат за чист воздух. Иако во главниот град воздухот се уште не е опасно загаден, според параметрите за квалитет на воздухот, сепак портокаловите и црвените предупредувања од одредени градови говори дека граѓаните и оваа зима ќе имаат проблеми со аерозагадувањето. Додека експертите постојано обвинуваат дека властите не преземаат скоро ништо во однос на лошиот воздух, повеќе студии на оваа тема посочуваат дека аерозагадувањето во земјата е меѓу највисоките во Европа, а токсичниот воздух е директен причинител за смртта над 1300 граѓани на годишно ниво. Не е ништо ново ако кажеме дека квалитетот на воздухот во Македонија, особено во Скопје, е резултат на повеќе извори. Едно е недоволно координираниот надзор на инспекцијските органи врз загадувачите, односно загадувачите на ниво на општина, на градот Скопје и државниот инспекторат за животна средина, кои што сите имаат различни решенија за одобрување на елаборат за заштита на животна средина или Б или А интегрирани дозволи. Исто така сведоци сме дека и граѓани кои што живеат под прагот на сиромаштијата се греат со нестандардни горива, а сообраќајот во периодите, да речеме, кога се неповолни временските услови, исклучително интензивен, секојдневно имаме голем број возила што сообраќаат и од внатрешноста во Скопје. Градежништвото исто така е извор на загадување и несоодветното управување со отпад. Значи повеќе области кои што предизвикуваат влошување на квалитетот на воздухот, различни ингеренции, а немаме доволна координација помеѓу институциите, тука и Министерството за здравство, кое што секако мора да соработува, бидејќи здравјето на граѓаните е пред се. Загадувањето на воздухот во Македонија има надолен тренд во последните неколку години, но намалените вредности се уште високо над границите на европскиот стандард, коментира Каја Шукова од Министерството за екологија. Не би се согласила баш со тоа дека властите не превзимаат ништо. Она што сакам на самиот почеток да го потенцирам е дека сите процеси во животна средина се долги процеси и не можеме да очекуваме дека се ќе се среди преку ноќ. Она што можам да го кажам во моментот што се работи во Министерството, дека ние дефинитивно имаме план, сите мерки се утврдени и сега она што е најбитно е како тие мерки ќе се имплементираат. Во последните неколку години имплементацијата на мерките се зголемува, не можеме да кажеме рапидно, меѓутоа се зголемува. Меѓутоа мораме да кажеме дека она што е на Министерството е да ги дефинира политиките, да ги дефинира мерките во соработка со сите чинители, меѓутоа општините се оние кои што ќе треба во најголем дел да ги спроведат мерките. Сите имаме заедничка одговорност од обичен граѓанин до највисоко ниво, до органите на државна управа, односно до Министерството. Во однос на тоа што го прави Министерството, значи покрај тоа што ние континуирано ги дефинираме стратешките планови и мерки, ние да речеме правиме и постојано измена на законската регулатива, како би ги позајакнале механизмите за имплементација на нови мерки за поздрав и почист воздух. Носиме постојано, помагаме подготовката, да речеме, на катастрите на загадувачи, помагаме мерката на изработка на планови за воздух. Значи има многу мерки кои што се спроведуваат. 3 години поред се спроведува програма за намалување на аерозагадувањето. Владата директно ги финансира единиците на локална самоуправа преку замена, да речеме, замена на неенергетските горива кои што ги користат јавните објекти во општините. Нивната зекнуваме енергетската ефикасност, да речеме преку замена на прозорци, врати и кровови. Значи се спроведуваат мерки, не е дека не се спроведуваат, меѓутоа ќе треба еден подолг временски период за да имаме ефикасни резултати. Од друга страна, активистката за животна средина Ана Петровска објаснува дека примената на законот за квалитетен амбиентален воздух е единствената алатка до која властите би требале да се придржуваат кога станува збор за заштитата на популацијата од токсичниот воздух. Планот за краткорочни мерки, кој што произлегува од ново усвоениот закон за квалитет на амбиентен воздух, може да биде добра алатка со која што сите различни надлежности на еден начин ќе се координираат,
така што, например, градот Скопје ќе има можности да направи нов режим на сообраќај, да забрани или да ограничи производство на одредени институции кои што се идентификувани како голем придонесувач кон загадувањето. Меѓутоа, овој план за краткорочни мерки може делумно да ја подобри состојбата. Пред се треба да се донесат и два големи закони. Едниот е законот за индустријски емисии, со кој што ќе се овозможи континуирано мерење на емисиите од индустријата и на помалите и на средните, но особено на оние големите загадувачи, како минимум барем тие да имаат континуиран мониторинг. И законот за комунална полиција, каде што со законот за комунална полиција би можело да се влегува и во домовите каде што имаме согорување на нестандардни горива. Со оглед на тоа што доцнењето во достигнувањето на европските стандарди е големо, од животна средина велат дека допрва ќе треба да се засукаат ракавите. Повторуваат дека намалувањето на загадувањето на воздухот е долготраен процес. Она што е битно да кажеме дека се е точно регулирано со закон. Сите општини треба да си донесат соодветни планови и да реагираат во вакви ситуации. Тие, да речеме, планови вака вели законот. Сите единици на локална самоуправа кај кои загадувачките супстанции ги надминале било кои гранични или целни вредности или имаат повеќе од 35.000 жители, имаат обврска да изготват планови за квалитет на амбиентниот воздух. Дел од општините го имаат, дел ние им помагаме да ги направат. Се надевам дека сите ќе се целат кон тоа. Она што е битно дека исто така дека сите единици на локална самоуправа кај кои постои ризик од надминување на прагови на алармирање, имаат обврска да изготват краткорочни акциони планови. И тие планови треба да ги спроведуваат. А тие планови што треба во принцип да содржат? Значи, забрана, ограничување и реорганизирање за сообраќајот. Тоа многу често сме го зборувале и за ниво на град Скопје. Потоа да речеме дека работодавецот да го реорганизира работното време, работните смени или работните денови. Да се намали капацитетот на производството или да се забрани на определено време работата на инсталациите, без разлика дали се А или Б инсталации. Потоа да речеме реорганизирање на работа на инспекцијските служби. Се ограничува или намалува или забранува употребата на возниот парк во јавниот и приватниот сектор. Значи постојат мерки и во зависност од нивото на загадувањето општините треба соодветно да реагираат. Според екоактивистката Петровска, инвестирањето во обновливите извори на енергија како земја која располага со многу сончеви денови може да ги намали емисиите на долгорочен период и да го подобри квалитетот на воздухот за релативно брзо време. Обновливите извори на енергија се иднината. Тоа не е само кај нас, тоа е и во светот. Големите компании кои што тргуваат со фосилни горива се уште се борат и видовме и на копот последен дека транзицијата се уште не е дефинирана, нели, со рокови, со обврски од страна на земјите, но едноставно ние како земја која што сме реално мала, меѓутоа имаме многу денови со сонце, мораме да работиме што е можно повеќе сончева енергија да користиме и градот, освен долгорочното инвестирање во централно затоплување, исто така треба да дава субвенции за граѓаните да инсталираат фотонапонски панели. Секретарката Шукова од Министерството за животна средина објаснува пак дека од повеќе фактори ќе зависи како воздух ќе дишеме оваа зима. Зависи од многу фактори. Климатските се секако еден од факторите. Ќе зависи од нашето однесување, ќе зависи од тоа колку ќе ги почитуваме мерките и ќе ги применуваме. Една споменав, повторно ќе кажам, од секој од нас зависи. Знаеме кои се факторите кои што влијаат на загадувањето на воздухот. Знаеме дека во голем дел тоа се домакинствата, нели ги повикуваме граѓаните да користат соодветни извори на затоплување, значи кога набавуваат дрва, тоа да биде суво дрво, да не биде влажно, да не користат отпадни материи, тоа многу често се случува. Тоа е исто така и проблеми кај малите и средни претпријатија и тоа го знаеме, лоцирано е. Значи, еден апел сите да се однесуваме одговорно и секако локалните и централните власти да продолжат со имплементација на нови мерки. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме за 25 минути велат дека со маски се штитат од загадувањето и посочуваат дека не се многу убедени дека властите можат да сторат нешто повеќе околу квалитетот на воздухот. Што мислите, како воздух дишете? Па мислам дека не е доволно чист.
Дали мислите дека властите на локално и на централно ниво оваа зима нешто ќе преземат во врска со тоа? Не верувам, тешко. Може би, ама треба многу работа, треба коренити некои промени да се направат. Инаку не сум баш нешто оптимист. Каков воздух дишете? Што мислите вие? Сигурно не е најдобар кој што сакам. Само јас сепак ќе направам споредба со другите години. Мислам дека годинава е подобро се диша. Дали мислите дека властите од централно и локално ниво ќе преземат нешто оваа година да дишеме почист воздух? Јас се надевам дека ќе превземат, тоа им е работа, нели, во нивните надлежности и здрава животна средина, нели, чист воздух. Се надевам дека ќе превземат. И моја желба е, да. Што мислите, дали дишете чист воздух? Не мислам дека дишам чист воздух. Дали мислите дека нешто властите од централно и локално ниво ќе преземат оваа зима да имаме почист воздух? Па јас сметам дека главното загадување од домовите, највеќе од горењето од дрва и такви работи. Мислам дека на долг рок може да се среди тоа, на краток рок не ми се верува дека ќе се среди. А од централна власт ќе презема нешто не. Каков воздух дишеме? Загаден. Загадено, страшно загадено. Очекувате властите на централно и на локално ниво да подобрат нешто оваа зима? Тешко, многу тешко. Не ми се верува. Зошто? Не ми се верува затоа што сите само обеќаат, додека не видиме барем малце нешто да се направи ништо тоа. Аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми за кои ниту една власт не успее да изнајде решение. Напредокот бара итни долгорочни решенија, а здравјето на граѓаните засега останува да биде во рацете на политичарите и нивните одлуки. Докторе, се зголеми загадувањето во Македонија. Повторно сме на топ листата светската на најзагадени градови како Скопје и Тетово. Каква е ситуацијата во здравствениот систем? Со оглед на тоа што сепак се носат маски, кои се некаков штитник практично заради ковид пандемијата. Знаете дека ова поднебје дека постојано е подвргнато на поголеми концентрации на аерозагадувачи од типот на ПМ честички. Оние најпознати се можеби ПМ10 честички, но треба да знаеме дека постојат и ПМ2,5 микрометри во диаметар и помали од 1 микрометар, кои што навлегуваат во најмалите дишни патишта, до алвеолите и кои што се во голема мерка асоцирани со настанување на белодробен карцином. Постојат и други аерозагадувачи, како што се озонот, азотниот двеоксид, издувните гасови од дизел горивата и некои други, оние класични што се, кои што сметам дека на некој начин се веќе под контрола, но за нас поинтересни се овие новите аерозагадувачи кои што представуваат проблем за здравјето на населението. Во однос на епидемијата со COVID-19 и со мерките за заштита кои што беа пропишани, а тоа е меѓу другото носење и на маски, N95, вршат заштита во 95% од воздухот што доаѓа до носот, затоа и се нарекуваат N95. Во голема мерка се намалува концентрацијата на аерозагадувачите кои што би продреле до носот. Истото важи и за поленските зрнца во сезоната на алергија. Значи, носењето на маски не само што штити од COVID-19, штити и од други респираторни, вирусни или бактериски патогени или причинители, штити од аерозагадување и штити и од поленски зрнца. Со маските дали сме подоцна практично и неотпорни на некои бактерии, загадувачи кои можеби не би биле атак врз нашиот организам, но не прават пофрагилни? Секој пациент кој што има здрав имун систем, односно една особа, бидејќи не мора да е пациент, кој што има здрав имун систем, не треба да се плаши дека со намалувањето на експозицијата кон одредени микробиолошки причинители дека ќе му ослабне имунитетот. Напротив, тој
на тој начин доаѓа во помалку во контакт со потенцијално опасни микроорганизми и на тој начин заштедува во појавата на подсериозни клинички слики од предизвикани од овие микробиолошки предизвикатели. Така да нема да му ослаби имунитетот доколку носи маска. Тоа значи постојано да се носи маска и надвор, говориме надвор сега. Заради загадувањето, не е само короната. Ако говориме во рамките на корона епидемија, треба да се носи, но еден ден кога нема да има корона вирус и кога нема да биде епидемија со овој вирус, нормално јас сум против носењето постојано на маски, бидејќи сепак природниот начин на дишење без маска е подобар отколку маска. Маската е нешто принудно што во одреден момент може да не заштити. Кога ќе помине таа опасност или хазард, ние тогаш треба да ги тргнеме маските. Без разлика на загадувањето, тоа е моето прашање. Во однос на загадувањето, во тој период од годината, јас би препорачал сепак носење на маски, затоа што осетливите пациенти, кои се осетливи пациенти? Тоа се пациенти кои што имаат астма, кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, кардиолошки заболувања, други белодробни, како што е белодробна фиброза, некои други потешки трансплантирани пациенти и така натаму, каде што една изложеност на аерозагадувачи може да му ја влоши хроничната состојба и да доведе до акутизирање или екзацербација, влошување на основната хронична болест што ја има. Тоа е докажано дека така делуваат аерозагадувачите, така да во тој период би можело да се носат маски. Впрочем, ја би ве подсетил на слики од Јапонија, Јужна Кореја, Кина пред епидемијата, каде што во период каде што беше нормално носењето на маски. Но оние, велите, оние кои се сепак хронични болни. Да. Луѓето кои немаат никакви проблеми, сепак немаат потреба околу загадувањето, фокусот е да се заштитат. Би било подобро, би биле помалку аерозагадувач би влегло во нивните дишни патишта, ајде така да кажам. Да. Добро, дали има стратегија која со вас, вие сте, се разбира, еминентен пулмолог, дали има стратегија властите, дали прават со вас стратегија, значи во рамките, говориме за загадувањето, за заштита на популацијата? Ние, како стручњаци од нашата област, може да упатиме на штетните последици од загадувањето. А за да се ова реши, бара системско решение, во кое што нема само едно министерство да биде вклучено. Се разбира, да. Мора да бидат проблемот да се види од сите перспективи, пред се кои се аерозагадувачите, како може да се намали емисијата на вакви аерозагадувачи, да почнеме од овдека. Понатаму Министерство за екологија и животна средина, Министерство за транспорт и врски, бидејќи сообраќајот е еден од главните произведувачи на издувни гасови, автомобилите, нели, на дизел горивата, кои што патем речено во Германија и во други места веќе ги ограничуваат пристапот на автомобили на вакво гориво во центарот на некои поголеми градови. И сега се фаворизираат, нели, хибридни возила или возила на струја, како што е типот на Тесла, каде што сакат со чисти извори на енергија да може да се движат, нели, автомобилите, или во други земји имате трамваи, тролебуси и така натаму, каде што не се зголемува емисијата на издувни гасови и на други штетни честички. Значи мора системски да се реши овој проблем од повеќе аспекти и со учество на многу повеќе стручњаци отколку само пулмолози. Така, и за тоа е моето прашање. Дали правите заедно стратегија државна, дали ве поканиле вас? Кажа веќе сега, како... За сега се уште не. Мислам дека преокупирани сме сега со епидемијата за COVID. Започна процес на мерки кои што требаше да се разработат и да почнат да на некој начин водат грижа за населението околу аерозагадувањето, но се случи ова што се случи 2020 година кога започна епидемијата со COVID-19, која што во моментот мислам дека е акутна и треба целокупното внимание на целокупната јавност, особено здравствена јавност, да биде фокусирано, затоа што ние уште немаме доволно
луѓе кои што се вакцинирани за да стекнеме колективен имунитет, па да кажеме дека на крај епидемијата со COVID-19 и сега може да ги решиме и другите проблеми кои што не се толку акутни во моментот. Сакате да кажете нема доволно ресурси и човечки и материјални за да се работи една на епидемија со COVID-19 во светски рамки, знаете дека ги измести сите параметри, меѓу другото и финансиите на сите држави во голема мерка се оптеретени, производството, индустријата, сите гранки страдаат заради COVID-19 и сметам дека тоа е сега еден предизвик за сите нас кој што треба што побрзо да го решиме. Да го решат и граѓаните и државата преку вакцинирање. Значи не може никој само иницијативно и еднострано да влезе во решавање на проблемите околу епидемијата. Мора да има соработка со граѓаните. Мора да се апелира, да се прво едуцираат сите оние митови, да се разбијат со факти, да се презентира како тоа се решава во другите земји, да се почитуваат препораките било да е на Светска здравствена организација, било тоа е на CDC, Central of Disease Control and Prevention од Америка, кој што е една од најважните здравствени институции, чии што препораки се следат скоро во сите земји во светот, да сите заедно сватиме дека само така во соработка помеѓу себе, едни со други и со другите земји, и со меѓународниот фактор можеме да излеземе како победници од оваа епидемија. Да. Ви благодарам, доктор. Благодарам. Ѓорѓиевски, каква е ситуацијата во Копенхаген и генерално во Данска што се однесува до загадувањето? Не може да се спореди со Македонија, со Скопје и Тетово, кои се на топ листата на врвот на најзагадени градови во светот. Ситуацијата во Данска, во Копенхаген, Архус и поголемите градови не може ни да се спореди со состојбата во која се наоѓаат градовите во Македонија, и тоа е поради повеќе децениската заложба на оваа држава да се справува со проблемите на аерозагадувањето. За до ден денес жителите воопшто не размислуваат за тоа дали воздухот е загаден или е чист. Ова се должи на, како што реков, повеќе кратна и сложена заложба на Данска, која што пред се доаѓа од легислативите кои оваа држава ги бара од сите оние кои учествуваат во било каква продукција на загадување на воздухот. Тоа значи дека луѓето кои што се бават со агрикултура треба да почитуваат одредени правила за тоа како го складираат ѓубривото за да нема испуштање на амоњак во воздухот. Исто така, уште во 1984 година Данска го има тргнато оловото од бензинот, па колите кои што се возат во градовите користат поеколошки горива. Учеството на Данска во различни интернационални легислативи како Киото протоколот, Женевската конвенција и слични доведуваат до намалени емисии на најразлични загадувачи во воздухот, бидејќи ги почитуваат инструкциите и заложбите на сите овие директиви. Исто така промовираат зелена технологија или чиста технологија, како и производство на турбини за генерирање енергија преку ветер и инвестираат многу во истражување на материјали кои би ги направиле зградите ефективни во загубата на топлина и други видови на енергии. Исто така многу е битно да се напомене секторот, невладиниот сектор кој и такако влијае врз урбаната матрица на градовите, бидејќи овие невладини организации, особено оние за кои што се бават со спроведување на патеки за велосипеди, влијаат врз тоа како градовите се развиваат. Па така денеска Копенхаген и Архус имаат над 50% учество на велосипеди во превозот како главен превоз за одење од дома до работа. Уште еден пример за справување со загадување на воздухот е
воведување на рестрикции кон употреба на дрвото како ресурс за грење, бидејќи емисиите кои што ги испушта овој материјал на локално ниво значително го загадуваат воздухот, па така локалните самоуправи во одредени географски делови на Данска земаат за право да забранат ваков тип на грење во периоди кога воздухот е значително загаден. Добро, Никола Ѓорѓевски, ви благодарам за овој разговор. Фала многу, пријатно.